сеќавам на транзицијата, кога си доаѓавме на кај Валандово, кога гледавме исушени лозја, запуштени комбинати, затворени фабрики, уништени семејства и луѓе кои беа оставени сами на себе, кога никој не го почитуваше трудот на земјоделецот. Но сега, доаѓајќи повторно наваму, гледам нови лозови насади по Вардарието. Гледам како се пробива автопатот Демир Капија Смоквица. Ги гледам секое доаѓање како се шират оранжерите од геотермална вода кај Грчиште, индустријската зона кај Гевгелија. Ги гледам ветерниците, првиот ветерен парк во Македонија. Тоа е новиот лик на Македонија. Но да се дое до тоа, требаше многу мака, требаше многу посветеност и љубов за својата држава. Затоа поддржав еден млад тим кој дојде на чело на Македонија, предводен од Никола Груевски. Пред 2 години имаше проблем со крајбрежјето на Дојранското езеро. Не можеше да се најде механизација за сето тоа да го среди. Со началникот на генерал штабот и јас како врховен командант, ја донесовме армијата да работи, да го уреди крајбрежјето на Дојран. Сега на вистина е милина да се шета по патеката која го окружува тој дел од езерото, а кој веќе гледаме доаѓа до нов Дојран. Кога се среќавам со странски државници, им велам, одете на југот на Македонија да видите какви се односите со нашиот јужен сосед. Ке видите, немаме никаков проблем со граѓаните на Грција кои доаѓаат во Гевгелија, во Дојран. Немат никаков проблем нашите бизнисмени кои имаат бизниси со грчките бизнисмени. Па тоа треба да го следат и грчките политичари. Да ја гледат новата реалност и новите односи кои ги создаваат луѓето меѓу себе. Затоа и целата моја политика беше политика на отвореност кон сите. Политика на диалог, на разбирање и почитување. Затоа сакаме Европа да биде во Македонија, но и Македонија во Европа. Пријатели, Ѓорѓе Иванов е човек кој што веќе 5 години е председател на Републиката, председател на Република Македонија. Човек кој што покажа како треба да се работи на оваа функција, како треба да се биде активен, борбен, како треба да се биде чесен, искрен и одговорен кон граѓаните. Ѓорѓе Иванов беше председател кој можеби најмногу патуваше, борејќи се за Македонија на сите страни каде што е тоа потребно. Дали е тоа потребно во Брисел, дали е потребно во Америка, дали е потребно низ Европа или во Кина или во било која друга држава. Тоа е човек што не се штедеше. Човек што работеше да влијае на секој политичар во светот кој што може да помогне со некој свој чекор, со некој свој потек, со некој свој гест или со некој свое гласање или одобрување или неодобрување, да помогне на Македонија и пред се на народот што живее во Македонија. Во оваа прилика исто така би сакал да искоментирам една теза што ја слушав во последниот период, а тоа е дека од другата страна сме имале политички конкурент кој што бил ново лице и конкурентот нивни за председател и тимот за него биле ново лице. Не знам како го замислуваат тоа ново лице и што им значи тоа ново лице и во која смисла тоа го мислат. Меѓутоа, целиот народ добро се сеќава прво на самиот кандидат Стево Пендаровски, кој што во 2004 година стана председател на Државната изборна комисија и го легализираше фалсификувањето на председателските избори, полнењето на кутиите, договорено помеѓу неговиот ментор Бранко Савенковски и партијата ДУИ во тоа време, кои што се договорија меѓусебно едноставен дил, ние тебе председател, ќе ти завршиме работа да бидеш со полнење кутии, ти нам ќе ни ги остапиш кичево, струга
и се заедно со Секондово и Сарај. Исто така добро го запознавме и во периодот кога беше референдумот во Македонија. Една година подоцна, во 2005 година, тој се уште си беше председател на Државната изборна комисија и тогаш не се сеќаваме дека барем еднаш излезе да се спротистави на убедувањата на Социјалдемократскиот сојуз и на неговиот ментор Црвенковски во правец народот да не излегува на референдум. Ќе ве потсетам, битката тогаш беше да се излезе или да не се излезе, бидејќи се знаеше дека ако се излезе, народот за што ќе гласа. Во една таква атмосфера, председателот на Државната изборна комисија буквално си го вееше. Си ќути, се седи настрана, си следи, се е во ред вика, вака треба. Ова е легално и ова е слобода. Ова е правда. Знаете, овие денови тие многу говорат за еднаквост, слобода и правда. Како не му е срам да зборува за правда и да го прашам правда ли е или владење на правото тоа што тој како шеф на Државната изборна комисија ги легализира и озакони најсрамните фалсификувани избори во историјата на Македонија со полнење на кутиите. Слобода ли е тоа што тој како председател на Државната изборна комисија ќе остане забележан што им ја одзема слободата на глас на граѓаните. Во 2005 година тој како шеф на ДИК воопшто нешто не се побуни, не изреагира за острите притисоци кои што ги правеше СДСМ врз народот да не излегува да гласа. Еднаквост ли е тоа што тој не се спротистави на Бранко Црвенковски, кога Бранко Црвенковски одби да го потпише законот за стечајците во 2006 година, со кој се решаваше еден горлив проблем. За која еднаквост на луѓето тие говорат и самиот Стево Пендаровски? За правда ли збори Стево онаа правда кога Бранко Црвенковски го амнестираше Зоран Заев за криминал од 8 милиони евра, а Стево воопшто не се побуни? Правда беше тоа тогаш. За правда ли збори Стево правда која ја разбира како одлуката на Бранко Црвенковски да амнестира и ослободи од затвор лица кои се осудени за изборни нерегуларности. Се сеќавате дека Црвенковски ја злоупотреби својата позиција да амнестира луѓе кои добиле казна затвор заради изборни нерегуларности, полнење на кутии и други учества во различни фалсификати. Правда ли е тоа? За која правда, за која слобода и за која еднаквост говорат тие денеска? Една друга интересна работа е тоа што во овој период забележавме дека главното раководство, значи партиската врхушка на СДСМ, онаа која што би требало на некој начин да го има најголемиот авторитет меѓу народот, пред сека нивните поддржувачи, тие решија на некој начин да избегаат од листите, да ги нема, да се тргнат за да избегаат од одговорност. Тоа е несвојствено во други држави. Да председателот на партијата, заменик председателот на партијата, ги нема на листите. Затоа што нормално е да ги има, за да побараат тие како председател на партија, заменик председател на партија, да побараат доверба од граѓаните. Овој пат, знаејќи дека овие избори ќе завршат со тежок пораз за нив и со победа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, мислеле што да направат и како да се спасат од одговорност. И им текнало, па во 2011 година нивниот неформален шеф Бранко Црвенковски истото го направи. Се сеќавате дека 2011 година кандидат за премиер беше Радмила Шекеринска, една од новите лица, нели? А Бранко Црвенковски не беше нигде на листата и тој си мислеше дека ако не е на листата, вината за поразот ќе ја префали на другите. Меѓутоа, видовме што му се случи после 2011, виде не виде како стојат работите во неговата партија, си ги сора порталите, си замина. Тоа ќе го снајде и ова раководство, кое што се представува за нови лица. За Ѓорги Иванов, драги пријатели, стојат луѓе кои направија многу конкретни дела, не само во Македонија, каде што за прв пат во историјата имаме за еден прилично краток период, но и период исклучително тежок, со економска светска криза
и со европска должничка криза, да се успее да се намали невработеноста за цели 10% поени. Тоа се луѓето кои што стојат зад Иванов и со кои Иванов соработуваше и ги поддржуваше. Тоа се луѓето кои што после сите овие премрежија што беа во Европа, во овој момент се начело на државата која што минатата година оствари резултат во растот на економијата кој што е четврт највисок раст на економијата споредено со сите земји во Европа, и тие во Унијата и тие надвор од Унијата. Тоа е политичката гарнитура која што, поминувајќи ни сите овие тешкоти во изминатиот период на светски и европски кризи, успеа да ја задржи Македонија на ниво да биде четврта најниско задолжена држава во Европа. Тоа е тим кој што обезбеди едни од највисоките субвенции за земјоделците во Македонија, субвенции кои што претходно ги немаше. Тоа е тим кој што помогна многу земјоделци да се препородат, кои што беа на работна пропаста во 2006 година, кога ВМРО ДПМН го презема кормилото над државата. Тоа е тим кој што започна изградба на последната делница од автопатот Александар Македонски во пределот Гевгелија Демиркапија, една од најголемите инвестиции во патната инфраструктура во Македонија. Тоа е тим кој што во моментов ја гради технолошко-индустријската развојна зона Гевгелија, каде подоцна ќе се отвараат фабрики и ќе се отвораат нови работни места за да се вработат оние луѓе кои се невработени. Тоа е тим кој што го изгради и регионалниот пат до ски центарот Кожув во должина од 15 км. Тим кој што работеше и го заврши осветлувањето на автопатот од Гевгелија до граничниот премин во должина од 6 км, вредна 23 милиони денари. Тим кој што во соработка со сите релевантни фактори ја заврши реконструкцијата на локалните патни правци од Понов мост до Богородица, од Негорци до Серменин и првата фаза од патот до населеното место Ума. Тоа е тимот кој што ја набави најсовремената опрема за Гевгелиската болница, вредна 48 милиони денари, за да можат овие луѓе тука што живеат да имаат подобра медицинска заштита и да им помогне на лекарите во спасувањето животи. Тоа е тим кој што ја заврши реконструкцијата и доградбата на психијатриската болница во Негорци, а со проектот Рурален доктор се офатија и населените места Моин, Мрзенци, Прдејци, Кованци, Милетково, Новокојнско, Петрово и Серменин, со што се обезбедува примарна здравствена заштита на над 2900 лица во овие места. Зад тој тим со своја поддршка стоеше Ѓорѓе Иванов. И затоа вредноста на овој тим што го поддржува Ѓорѓе Иванов е неспоредлива со резултатите и вредноста на оној другиот. И затоа на овие избори ВМРО ДПМН начело со Ѓорѓе Иванов и Коалицијата за подобра Македонија ќе однесе 8-та поред победа на председателските избори. А истовремено тоа ќе биде и 9-та победа која што ќе бидат на парламентарните избори во Република Македонија. Да живее Гевгелија, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорѓе Иванов за председател.